Позначајните тенденции и правците на развој во врска со оваа проблематика се во тоа дека, да речеме, во определени држави користењето на марихуаната генерално е дозволено и кај нас е дозволено, ако во приватноста на својот дом уживате во тоа. Ако не се работи за прекршок, ако не се работи за поголема група каде што едниот можеби ќе биде обвинет за овозможување на употреба на наркотични дроги, тоа всушност се случува во пракса, влегуваме во тој еден магичен круг како полицијата може да упадне практично во домот доколку има сознание дека се собрани десетина пријатели, секој си има по една доза, меѓутоа на крајот испраѓа дека имаме кривично дело. Тоа се тие недоследности во регулативата, па и во праксата и различни толкувања кои што ја прават оваа проблематика многу сериозна и податна за дискусија и за анализа.